Dobro večer, dragi prijatelji. Nekoj mu pa vsakom bo vsem, ko človeče spije. Denuje koalicija Šegistledom. Uopšte od pred Nova godina stanica što slučuje u Srbije. Mene ne mi iznenadilo, zašto? Uopšte pred 5-6 godina rekao дека главна работа на Балканот ќе биде дестабилизација на Македонија и на Србија. Зашто? За да се запре доаѓањето на Русија и на Кина на Балканот. Од тие причини Македонија беше примена во НАТО. Александар Вучич направи огромна грешка, мислам, председател на Република Србија. Он од кој многу зависи, тоа беа Кина, бидејќи Србија можам слободно да кажам дека во момент е кинеска држава на Балканот. Ја ви кажам уште каде пред 11-12 години, кога бе во Врање да упаќам лото. Од тоа време во Врање имаше 300 кинески куќи, каде работеа кинескињи, значи не србинки. А втора работа, Вучич ја презадолжи Србија е Кина. Кина и го зема Бормајдата, многу пати ви кажав, Рудник на Бакар и Злато и Смедерово железарова. Интересно, имале договор кој ќе 100% се земе златото од, мислам, исползува од рудникот или извади, Србија да добие само 3% од собствено злато. Они пред 2 години, мислам, беше, купува за државните резерви собствено злато од Кина. Но не би се задржал тоа, за ова многу пати зборав. Как повеќе се задржал на студентските протести. Во изјава случајно, Вучич го кажа оно што може би се веќе договорил, кога позади студентските процеси престои распад на Војводина или Војводина да се прогласи као автономна покрајна или држава исто како Косово. До некаде беше во право, зашто го велам тоа? Па гледајте сега, тука Запад нема многу да кажеме, има своје луѓе опрени, тоа е факт, но интересна работа, у Србија не постои опозиција, например, ко Македонија, кој што посла 2 јаки опозициони партии, тоа е СДСМ и ВМРО, у Србија ги нема, тамо една партија во моментот, а другата е шујкат они ситна буранија. Интересна работа, ово што се случи, значи не е случајно, се случува со внатрешница во Смедерево, а знаеме каде во Нови Сад, а знаеме Нови Сад главни град на покрајната Војводина. Интересна работа, студентите бараат да се каже вистината кој ги изведува работите. А работите во Нови Сад ги изведува 2 кинески конзорција, а подизведувачи биле српски компании. Ја во моето видео некаде пред Нова година беше кога почна протестите, јас му кажав дека рушењето на надстрешницата во Нови Сад е слична работа како кулите близначки во Сад. Зошто? Одеднаш капаѓаците 8 столба и убиваат 15 луѓе. И не е случајно тоа кога под надстрешницата имаме некаде околу 15 луѓе, значи полна под надстрешница, и што е тука друго интересно. Самата градба или реконструкција, да кажем, на железничката станица во Нови Сад требало да кошта 3 милиона, а коштала 16. Значи не направи тука криминал. Вучич се наоѓа во многу незгодна положба, оти Србија е презадолжена и втора работа, она го изгуби грбот кој имаш од Русија. Зашто го изгуби? Од 2022 кога
мислам дека 24 февруар беше, започна специјалната војна операција на Русија во Украина и на Руската федерација, како сакате каже, како го нарекува регресија, не е важно кој како воен конфликт е за мене. Вучич нема ниту една средба со Путин. А за тоа време он се има 7 средби со Зеленски. И ако се сеќавате кој беше соберен авионот српски со муниција, наводно за Јужна Африка, а тој одеше за Украина. И не е исклучено сега преко Романија, Србија има војна индустрија доста развиена, особено производство на муниција, ракети, па чак и дронови почнаа своји да произведуваат, но каде завршува, тоа е друго прашање. И сега студентите кога стана не дозволија ни една партија да и се прекучи опозиција, бидејќи се слаби. Но не е исклучено што се случува во Нови Сад во Војводина, а знаеме дека Путин е добар пријател со Орбан, а Војводина прв пат станува дел од Србија, слободно може да се каже, по Првата светска војна, значи по губење на војната од страна на Унгарија. Тогаш и Косово прв пат влегува во Србија, тоа е 1919 и Санџак. Како и Македонија под кралството на Србија, Хрватите и Словенците. Иако ни Македонија од 12.000 жандарми што имало тогаш кралството на СКС, 9.000 били во Македонија. Во тоа време се познати две побуни во Македонија, тоа Тиквешкото восстание кое е згасено во крв и Охридско-Дебарското, тоа било заедно на ВМРО и на албанците. Значи, ово не е случајно, што случува во Србија. Сега Вучич, ако продолжи вака, може да доведе до подела на Србија. Ја му советувам во минатото моје видео да напушти политика што може побрзо. Му советувам и од астролошка гледна точка, инаку е роден на 5 март 70 година, во реду, часот е 13 часот, во Белград, и значи е во познак рак, раковите точно дека имат патриотизам делот, но кој ќе видиме сеќено му се наоѓа во 8 куќа, владата на прва покажува насилно заменување и млад во овој свет. 8 куќа на блокади и пречки. Посхитно треба самиот, не само влада да распише превремен избори и за председател и за парламент. Зошто? Сонцето му влегува во 8 куќа и во коалиција со месечина, значи не е исклучено, ја му кажам, не му посакам тоа нормално, насилно да замине од овој свет или од власта, како сакате кажете. Ово што се случува исто така не е случајно. Од септември Јупитер е ретрограден и до 4 февруари во него 11 куќа, тоа е политичка. Значи не е случајно што на 2 ноември почнаа протестите, во ствари се случи овие настани, а во исто време и Марс е ретрограден, кај него беше во негово прво поле ретрограден, кога почнаа протестите, сега во 12 поле на посвест, ќе биде ретрограден до 24 февруар, а Јупитер до 4. Значи февруар е клучен момент кога треба там да замине од власт и да распише, спротивно ќе биде насилно. И освен тоа, него ќе доведе Србија во незавидна ситуација да биде распарчана. Поточно се подготвуваат и во околината на Санџак или Рашка порано кажано, да се кренат муслиманиве, како и Војводина. Да. Значи, оно што е стравот од после Косово и Војводина да добие независност, поточно да посекат, бидејќи ја ќе ви кажам на работа. Освен Белград, Србија е сиромашна, исто кој Скопје и внатрешноста на Македонија, а додека стандардот на Србија, што се во Војводина,
И во Србија не е истина многу поголем. И ќе почне на моје пијачко да ќе почне да работи по вакцината што примета Ѓорѓе Балашевиќ. Јасно кажува што го напаѓаш и Вучиќ, пардон, и Милошевиќ, некогаш уперди и така натаму, па и Вучиќ. А интересна работа на процесите на студентите и даде подршка и Ѓоковиќ. Значи не е чудо и да се кандидира за председател во случај на распуштање на парламентот на Србија, нормално и на предвремени председателски избори, што е најпаметно да Вучиќ да се повлече, од противно насилно ќе биде силнат, а тогаш може да се предизвика граѓанска војна во Србија или силна дестабилизација. Не сакам погрешно да ме разбере. Јас зборувам за распоред на планите кој е позади мене, тоа може да проверат и многу српски астробази, дали ја зборувам висината или не. А исто да не заборавам, во моментот и сонцето почна да му транзитира, поточно од денеска во негова осма куќа, тоа е куќа на смрт, блокади, пречки и така натаму, култизам, и е во конјукција со неговиот месечина, кога сме правили владетелна проба. Значи, загрозен во живот и се, така и минатиот пат кој и ќе се повтора што кажав, дека треба што побрзо да напушти политиката. Сега кажам, тоа треба уште вчера, но не знам колку е доцна денеска да го направи тоа. Значи да се распишат предвремени председателски и парламентарни избори во Србија најдобар и да се сега за Србија и за самиот Вучиќ. Пострашно е ако насилно замени за него и за неговата семејство, отколку утре и да му не дадат нешто да го стават пред судство затвор и да го гроб не. Просто господин Вучиќ, ако нешто сгреши, но чисто пријателски ви советувам. Иначе тука не би сакал многу за Македонија да зборам, бидејќи премиерот Мицкоски си има своји советници, аналитичари, кои го доведува до некаде во жив песок, посебно со дењето во САД. Значи, не му беше паметно во тоа време да замине таму и потоа го подлажа да каже дека наводно бил поканет, а не бил, а може би имал разговори, добро било за бизнес, ама не пред избор, не за времени избор. Треба да почека инаугурацијата на Трамп да заврши, па тогаш да замине. Тука некој го меси, знам кој го меси, препоставам се. И Бог ми дал дарба да видам, некој работи, тоа е најубава работа. Драги пријатели, ви посакувам добар сон во неделен ден и до следното наше гледање со создателот и Македонија напред. Македонија пред се, другото е резервна опција.